Основците и средношколците утре се враќаат во училишните клупи во пресрет на новата учебна 2022-2023 година. Од секторот за јавни дејности Тетово вела дека завршени се сите подготовки за успешен почеток на новата учебна година. Летниот распуст бил максимално искористен, како што додаваат, за поправки во внатрешноста на оние училишта каде што имало најмногу таква потреба. Оваа учебна година, пак за разлика од претходните две, во сите основни и средни училишта на подрачјето на општина Тетово, ќе започне без запазување на мерките и протоколите за заштита од COVID-19. Сите 12 основни училишта во нашата општина и 5 средни училишта се спремни за да почне учебната година на 1 септември, значи утре. Учениците пак ќе се враќаат во нивните клупи. До сега, до општина Тетово или секторот за јавни дејности, немавме никаква информација добиена од страна на Комисијата за заразни болести и сега за сега нема некои мерки што треба да се превземат од страна на основачот за почитување на такви мерки, дури немаме некоја официјална информација од страна на Комисијата за заразни болести. Во однос на свидетелствата кои што учениците не ги добија на крајот на претходната учебна година, добивме одговор дека истите се веќе доставени до училиштата и во најкусможен рок од почетокот на оваа учебна година треба да бидат предадени на учениците. Да, значи имаше и такви проблеми и тие свидетелства се сега бесплатни. Исто така се доставуваат од страна на Министерството за образование и наука и верувам дека и ова работа ќе се среди со текот на почнување на ова учебна година. Покрај информациите изнесени во јавноста за доцнење на учебниците за децата од 1, 2, 4 и 5 оделение, Министерот за образование и наука Јетон Шакири на неговиот Facebook профил напиша дека доставата на новите материјали за учење ќе заврши токму пред почетокот на новата учебна година.